Република Србија на Македонија ќе обезбеди, ќе даде 8.000 вакцини за COVID-19 од производителот Pfizer. Она што е чудно е тоа дека Србија се понуди да ги донира овие вакцини, но нашиот премиер рече дека ние сепак сме држава и ќе си ги платиме по набавна цена. За ова утро разговарам со Александар Генчов, аналитичар, политички аналитичар, но и бизнисмен кој е токму од овој сектор. Генчов, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Љупчо. Добро утро, благодарам на поканата, среќни празници. Исто и на вас, денес е Водици, неработен ден за граѓаните со православна вероисповед. Генчов, зошто токму Србија? Оваа влада на Заев обезбеди толку многу пријатели, условно кажано, на меѓународната сцена, но вакцините ги добиваме токму од Србија. И сите на Балканов почнаа вакцинации, ние сме последни и вакцините ги добиваме од Србија. Добро, јас како одговор на ова прашање прво би направил една малечка анализа од еден друг аспект, кој што несомнено тој аспект ќе се обиде и да го даде сам по себе одговорот на тоа што вие сега ме прашувате. А тоа е дека коронавирусот, коронакризата, ковид кризата, како сакате наречете, покрај својата здравствена димензија, која што сите ја осетивме, за која што сме длабоко свесни, која што има исто така различни периоди околу опасноста или неопасноста на овој вирус, но во главном сите сме свесни за неговиот здравствен негативен ефект, за борбите што едно општество треба да ги вложи во борбите со овој вирус и така натака и така натака. Но сега не би се задржал на тој здравствен дел, само би нагласил дека се разбира не од позиција на теории на заговори, бидејќи не сум поборник на тие такви заговори, но мора да бидеме реални, мора да бидеме на цврсто стојалиште дека коронавирусот си има и своја политичка димензија, си има и своја општествена димензија. Диктира одредени односи во светот, диктира одредени економски односи, прави одредени економски релации, кои што сега ние имаме кратко време во оваа емисија, не можеме да ги анализираме, но ако се спуштиме тука на Балканот, можеме да кажеме дека корона кризата направи одредени релации и гледишта и од политички аспект. Прво пред да ги видиме отвореноста на границите. Ако ја погледнете балканската карта и видите кои граници за кои држави се отворени за меѓустебна комуникација, сакале или неќеле, ќе дојдете и до политички процеси. Ние како Република Македонија во овој период границите за патување ни се комплетно затворени спрема две членки на спрема Бугарија не се комплетно, таму можете да одите и со PCR тест, меѓутоа е многу различен пристапот колку што е на пример спрема другите наши два соседи, Албанија и Косово. Сакале или не сакале, без разлика дали тоа ќе го гледате и од политички и од етнички аспект, вие имате ситуација каде што можат граѓаните слободно да влезат без никаков PCR тест во две земји, во Албанија и Косово, а во овие други две членки на Европска Унија не можат да влезат. Добро, во Бугарија може со PCR тест, Србија го менуваше својот статус према нас, еднаш можеше, еднаш воведуваше PCR, еднаш не воведуваше, меѓутоа еден политички дискурс, еден став може да се дефинира, саркастично би кажале дека ковид пандемијата го остварува сонот за голема Албанија. Може би. Добро, сега јас не можам тоа така да го дефинирам, али ако имате три држави кои што меѓу себе не комуницираат без никакви пречки, а истите тие држави спрема земјите од Европска Унија имаат пречки, реално, сега сакале ние тоа да признаеме или не, ние влеговме во таа група. Ние сме во група со Косово и Албанија. Чеки, со кого сме? Еве да порекнеме дека е така. Можете ли да одите во Грција? Не можете. Во Бугарија можете ли PCR, мисијар,
едно, друго, трето. Со Србија тоа се менуваше и сега сакале ние како другачие тоа да го поинаку тоа да го дефинираме. А зошто Србија ни ги дава овие вакцини во периодот кога нашата влада се покажува како неспособна да обезбеди вакцини од друго место? Многу е тешко ова прашање кое што е длабоко здравствено, кое што треба да решава судбини на многу луѓе, кое што треба да спасува многу животи, кое што треба да биде длабоко хумано, да му дадате политичка димензија. Затоа навистина сум свестен, меѓутоа сакале или не, ние мора и на тоа да гледаме. Фактите се тие. Немате решени односи со Бугарија и со Грција, немате до крај разрешени, постојат регулативи, форми, веројатно документација друга, и во која што е вклучена и Европска унија. Јас лично не верувам дека ниту Грција, ниту Бугарија не сакале да ни дадат од нивните вакцини. Не верувам. Но тоа е сега, веќе можеби и во целата ерудитност на овој одговор што сакам да го дадам, можеби останувам без одговор, но фактот е тој. Тој е фактот. Србија ги дава вакцините, политичката димензија треба малку да ја видиме, да ја размислиме, веројатно постои, веројатно отвара канал, или тој канал е отворен од многу порано, отвара еден канал на пријателство. И не знам сега, тоа е така сега. Некој дури тоа би го нарекли братство. Ова утро, информацијата е дека први ќе се вакцинираат здравствените работници. Сепак оваа бројка на вакцини е многу мала. Многу мала, да. И на Македонија и се потребни многу повеќе вакцини. Оваа бројка е многу мала, касниме, доцниме, не се обезбедени, тоа е факт. Причините веројатно можат да ги наоѓаат, да ги објаснуваат, веројатно ќе кажат дека на тоа не треба да се гледа така. Не треба да се гледа, ама фактите се тие. Или да не гледаме, фактите се тие. Сите имаат, ние немаме. Генчов, друго актуелно прашање е ова околу пописот кој предизвикува навистина контроверзи во македонската јавност. Може да се види дека опозицијата се противи на идејата да се организира ваков попис кој според нив нели е наместен и нема да ја прикаже реалната слика за тоа колку луѓе живеат во нашата земја. Од друга страна, делот оние, како да ги кажам, парламентарни партии како Левица и другите помали непарламентарни партии велат дека целта на овој попис е да се прикаже дека бројот на албанци е драстично поголем од оној кој што е реален. Кој е вашиот поглед? Вие секогаш изнесувате интересни ставови околу меѓуетничките прашања. Кој е вашиот поглед околу пописот кој не очекува, кој е оспоруван од опозицијата, а промовиран од власта? Добро, благодарам на прашањето. Мора да признам, јас ритко се наоѓам во ситуација да добијам прашање на кое што не би знаел што да одговорам, посебно во оваа област која што на некој начин е моја. Јас ја анализирам делимично сега, делумно во јавноста. Луѓето кои што ме следеле малку тоа што сум се појавувал, знаат дека овие процеси јас ги следам. Јас следам демографијата, дури сум имал и настапи каде што нели сум ја истакнувал големата важност на овие процеси. И сега во овој момент што можеме да кажеме, што можем како одговор првично да дадеме. Пописот ниту оддалеку, ниту оддалеку не треба да се третира како обична статистичка операција, тоа што сакаат да ни се намете. Можеби во Норвешка, можеби во Шведска, добро и тамо дури се имаат луѓе што се дојдени од арапскиот свет, од други земји, од едно друго, така што и тамо дури. Но да речеме во една Словенија, во една Словачка, може да се сведе тоа на една статистичка операција. Во Република Македонија тоа е длабок политички процес. Тука се согласувам со опозицијата, апсолутно. И само би додал, не само што е длабок политички процес, длабок етнички процес. Тоа е процес од кој што формулацијата на бројките, резултатот на бројките
да не се лажеме сега, исто како со коронава, ние можеме да вртиме, да кажуваме не е така или ова или ова. Тоа е етнички процес, тоа е процес кој што треба да ја прикаже состојбата на меѓуетнички план, да ги прикаже бројките од кои што Република Македонија и текако ќе треба да го развива својот понатамошен политички дискурс. Искрен да бидам, дел секако дека пратам, но морам да бидам искрен дека не сум го разгледал до крај овие законски решенија што се нудат. Не сум ги видел, се кршат копијата, се знае тоа, исто така знаеме каде се кршат копијата. Значи копијата се кршат околу две работи. Како ќе ги пребројуваме тие што не се тука, како тие ќе, значи ќе излезат, ќе кажат Еворет, Евростат, форми кои што ги следат европските закони и така натака, меѓутоа од друга страна знаеме дека тоа се преговара. Знаеме дека дури си има и како пристап во ова на високо национален интерес. И како. По сето тоа, ние треба да имаме капацитет, треба да имаме процеси кои што со луѓе, со мислители, со луѓе што се внатре во тоа, кои што на сето ова ќе одговорат со највисок државен интерес. Не знам, малце веројатно одговорот е дипломатски, но во овој момент можам само тоа да го кажам. Овој попис е длабоко политичка. Добро, но како на крајот да биде политички договор бројот на луѓе кои живеат во државата? Треба да биде политички договор. Треба да се знае точно во интерес на државата колку луѓе живеат во државата. Еве, вие сте да речеме дел од бизнис секторот и продавате ваши продукти во земјава. Сега, доколку вие немате статистички податок колку луѓе живеат во одредена, во одредена средина, вие не можете вашите планови за тоа колку би продавале да ги направите. Колку добиете одредена лажна слика. Можете, производите мои не се толку битни. Налек да се производите. Доаѓаме до тоа колку пратеници ќе дава една изворна единица. Колку пратеници ќе дава тројка, колку ќе дава четворка, број на гласа. Да, еве имаме ситуации во шеска, еден пратеник да вреди 6.500 гласа, 5.900, а во четворка е 8.000 гласа. Апсолутно имаме и сето тоа се тие моменти, се треба долго време да разговараме околу овие теми, но отприлике тука се надзира, тука е процесот кој што е одлучувачки. Според мене пописот е многу побитен од било кои избори, многу побитен од локални избори, процес кој што одлучува за реалниот развој на државата. Можеби ќе биде болен за нас, можеби нема да биде. Ние таа мака, условно кажано, околу бројките си ја имаме како нација. Ние тоа не е нешто ново за нас, не откриваме Америка, не откриваме топла вода, но тоа е, реков, треба да дефинитивно да се пристапи многу сериозно, да се има национален консензус по ова прашање. Генчов, минатата недела германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung излезе со став, односно со тврдење дека перспективата на Западен Балкан, пред се тука мислам на Македонија, па дури на Србија, на Албанија, на Босна и Херцеговина, во Европската Унија е практично невозможна. И се нуди некакво решение во кое овие земји, наместо да влезат во ЕУ, ќе влезат само во Европската економска заедница. Еден статус кој сега го имаат, да речеме, Швајцарија и Норвешка. Вие ги познавате овие процеси на евроатлантски интеграции, сте работеле на нив порано. Мислите ли дека тоа е возможно? Да влеземе во Европската економска заедница, да бидеме дел од европската економија, но да не влеземе во ЕУ? Не знам ни таму дали ќе влеземе, но веднаш да кажам дека јас за ова без лажна скромност, дека тешко ќе оди влегувањето во ЕУ на овие земји, сум зборувал многу порано. Тука има многу фактори кои што се во игра, кои што ниту еден европски дипломат нема да ви ги каже јавно,
нема да ви ги каже јавно, секако, дека ќе ви врти, ќе ви кажува процеси, реформи, судство, мудство и така натаму, а суштината на влегувањето на овој простор има друга димензија. Значи има една поинаква димензија. Религиска? Има повеќе димензии, една од нив можеби е и таа, но има повеќе димензии кои што врвните европски дипломати со кои што често сум доаѓал, нема да ви ги кажат. Ке дојдете пред одлучувачките моменти кога треба да се гласа, например, почеток на датум на преговори, имате некоја земја која што ќе ви даде вето и така натаму, ние тој процес го живееме и многу е интересно што на тој процес не сме подготвени, не и влегуваме на вистината во очи, имаме многу мал капацитет на согледување на вистината, која што може да биде и болна. Се повеќето земји не одеше така со членството во Европска унија, не одеше така, ниту кај Бугарија се Европска економска заедница, имаше нешто Хрватска некои процеси кои што можеше веројатно да се надзират при нејзиното, но во главном Европската унија ги примаше земјите и без тие реформи. Бугарија, Романија, па и Хрватска, па и сите нема да речеме толку страубални реформи во системите, има потреба. Но денес Европската унија се соочува со проблеми поради тоа, што прими вакви земји кои се неподготвени. Имаме нова Европа сега. Имаме и таа Европска унија не е една, и Орбан е Европска унија. Орбан не е Европска унија. Да. Европска унија. Полска и Чешка што се бунат за буџетот, нели се Европска унија? Да, но сепак тоа се земји кои за разлика од Бугарија и Романија се навистина развиени со драстично повисок животен стандард. Цел еден крак се создава на различна Европа, како да кажам, веќе немате континуитет да гласаат сите како попчиња, веќе се создава еден нов бран за многу прашања. Завршува се чини хегемонијата на западната Европа врз Европската унија. Делимично може така да се каже. Еден вид нов пристап е ова што се случува низ подолг период. Јас се не можам стриктно да кажам дека е за една стриктна работа, но гледате овие земји создаваат еден блок напред, колку тој ќе се формира како некое лоби до крај, колку тој има своји политички импликации ќе видиме, но во главном тоа е така. Генчов, ти благодарам за овој разговор вака рано наутро. Пожелувам, се надевам дека допревме некои теми, дека имаше уште ова. Каква политичка иднина и типувате на Македонија во 2021 година? Сметате дека ова ќе биде стабилна година на економски и политички план или повторно ќе имаме турбуленции? Мислам дека ќе имаме турбуленции, ние сме турбулентно општество со многу нерешени прашања внатре. Турбулентно општество кое што сака да се представи дека не е такво, а исклучително турбулентно, така да не поделено. Колку и да за поделено да не правиме муавет, него колку и да се ние сакаме да се представиме дека сме општество кое што е мирно плови во некои процеси, ние зад гребенот натре под ледот имаме многу ситуации кои што колку и да сме ние мирен народ македонците, колку и да сме ние народ кој што е научен, како да кажам, да трпи се, мислам дека ќе мора полека да излегуваат вистините, да се гледаат, да се соочуваме со нив. Ми се отвори уште едно прашање, иако сакав да завршам. Минатата недела поранешниот министер за надворешни работи на Грција Коцијас практично и даде поддршка на Македонија во овој, како да го наречам, спор со Бугарија и кажа дека Бугарија неправедно го блокира процесот. Може ли да очекуваме дека Грција, која своевремено ни беше најголем, како да кажам, не непријател, но имавме најлоши односи со нив од сите соседи, денес можат да станат наши најголеми поддржувачи за членство во ЕУ? Од најголемиот непријател да направиме најголем пријател.
Офлеле, ова прашање за крај, ова е толку долго исто така, е ова тема која што јас многу ја следам. Токму затоа и ми се провлече и реков чекај, за ова морам да го прашам господинот Генчов. Не е исто ставот на Кодијас и ставот на Нова демократија. Нова демократија, која што е на власт сега во Грција, не се изјаснила вака стриктно како што се изјасни Кодијас. Кодијас е еден од тие професори кои што учествуваше не само во креирањето на Преспанскиот договор, туку и во креирањето на видувањата наспрема Република Македонија. Грција во процесот на непризнавање порано на македонската нација, во процесот на македонската непризнавање на македонската нација и сегашната исто трае, значи тие имаат ист процес, има две крупни линии. Едната крупна линија е дека населението таму во Грција, наше, некои го сметаат од грчки аспект, грчка историографија, од нивен светоглед на нештата, го гледаат како словенизирано грчко население и го нарекуваат македонско. И од таа релација се судираат директно со една друга теорија која што постои исто така во грчките општества, грчките академии, универзитети, историографија, која што за нашето население вели дека е палеовулгарост, односно старобулгари. Што сакам да кажам со ова? Ова е еден момент кој што Кодијас го истакнува, дека во основата на Преспанскиот договор беше дека тоа население таму нема да биде ниту српско, нема да биде ниту бугарско, ќе се дефинира како македонско, меѓутоа не такво македонско како што го гледаме ние. Значи истиот тој Кодијас ги имаше сличните барања околу овие договори како што ги има и Бугарија. Три беа тие, нели, се бараше непостоење на малцинство, они се гордеја со тоа, значи го кажува, се бараше да напишеме дека Александар не е македонец, туку е грк, и се бараше одредница за јазикот, без разлика што јазикот и од тој аспект да Бугарија е различна временската дистанца, тие три работи се исти, и кај тие. И ние со тоа треба да се соочиме. Сакам да кажам, е еден процес на видување на Кодијас кој што може да биде третиран како позитивен дел, еден зрак кој што може да биде така. Всушност договорите со Грција, па и оној што евентуално би можел да следи и со Бугарија во ситуација кога ние патуваме само во брезовите и во Валона и во Косово и во Албанија, нас ни се потребни. Генчов, ти благодарам за ова обраќање, за овој... Колку ги задоволи вашите норми на радиото, но се надевам дека јас одлично успеав да дадам еден поглед кој е навистина разумен. Успеавте да дадете и драго ми е што разговаравме ова утро. За 2 минути почнуваат вестите на Радио Лидер. Благодарам. Вие, почитувани слушатели, останете со Лидер FM 107,4. Нормално читајте lider.com.mk.